Македонија! Закрила на грчките власти на територијата на Егејска Македонија биле организирани и действуваа разни националистички организации кои спроведуваа страотен терор врз македонското население за создавање обединета Македонија, Југославија која го зеде правото да биде носител на решавањето на македонското прашање, не ја покрена таа тема на Париската мировна конференција на 15 октомври 1946 година. Првиот македонски председател, Методија Андоновченто, кој се залагал за обединета Македонија и дал благослов за поднесување на меморандумот во Обединетите нации, беше уапсен на 14 јули и осуден на 11 години затвор во ноември 1946 година. По него следуваа други неправди против македонистите под Југославија. За македонската кауза настрадаа илјадници македонци под Грција, Југославија, Бугарија и Албанија. Најголемиот дел на македонското население од Егејска Македонија ја зачува свеста за својата национална припадност и во текот на Втората светска војна, а уште повеќе во текот на така наречената граѓанска војна во Грција во 1946 година до 1949 година. Во овој период македонците од Егејска Македонија беа вклучени во вооружена борба за ослободување во рамките на Демократската армија на Грција. Македонците се бореле на страната на комунистите, оти тие ја поддржуваа идејата за независна Македонија. По поразот на Демократската армија на Грција во 1949 година, македонците станаа предмет на прогонства во Грција. Неколку десетици илјади македонци, меѓу нив голем број деца, беа принудени да избегаат во соседните земји, а потоа беа разбрснати по сите источноевропски земји. Оние што останаа на територијата на Егејска Македонија беа подложени на нови мерки на притисок, одземање државјанства, конфискување на имоти, постојани сослушувања и закани, економска политика што ги тераше на иселување и друго. Затоа, основата на барањето на Грција за промена на државното име Македонија е само легализација на грчката окупација и геноцид врз македонскиот народ во егејскиот дел на Македонија од Балканските војни 1912-1913 година па се до ден денес. Почитувани, која е важноста на Букурешкиот договор денес?
Zato što i danes, posle 100 godini, vse je isto. Ako ne izvlečeme pouka od vremето пред 100 години, ќе ни се повтори историјата. Ако ни го сменат државното име, ќе биде ирелевантна и нашата вистина за балканските војни и за Букурешкиот договор. Makedonci, da se zna što je, to je biser makedonski, balkanski makedonski. Ajde da čujem svi te narode.